Денеска православната црква ги празнува светите маченички Минодора, Митродора и Нимфодора, светата Пулхерија царица и светите Аполос, Луки и Климент. Светите маченички Минодора, Митродора и Нимфодора. 3 сестри од некое место во Витинија Азиска. Воспитани во духот христијански се повлекле од градот во пустината сакајки својот ум да го возвишат кон Бога и да се ослободат од сиот лажлив свет и така да го проживеат овој век во чистота и девственост како вистински невести Христови. Се предале на голем труд, пост и молитва се додека Бог не ги украсил со дарот на чудотворство. Кога кај нив почнале да доведуваат болни заради исцелување, тие станале познати и без својата волја. За нив разбрал и некој кнез Фронтон и ги довлекол на суд. Видувајќи ги, кнезот се зачудил од убавината на нивните лица. Бидејќи тие биле големи и споснички, нивните тела биле суви. Лицата им биле светли, озарени од внатрешниот мир и благодатта Божја. Кнезот прво им ласкал и им ветувал дека ќе ги испрати кај царот, кој ќе ги омажи за своите големци, но кога се уверил дека сите негови ласкања и ветувања немаат никакво дејство врз овие невести на Христа Господа, тој наредил да прво ја мачеле Минодора, а нејзините сестри ги фрлил во темнина. По острите мачења, кнезот и викнал на Минодора, целата изранета и раскрварена. Принеси им жртва на боговите. На тоа светата маченичка одговорила: Зарем не гледаш, ништо друго и не правам, туку целата себе си се принесувам на жртва на мојот Бог. Кога издивнала во маки светата Минодора, тогаш кнезот ги извел и другите 2 сестри и ги поставил покрај мртвото тело на Минодора. Па покажувајќи им го мртвото тело на нивната сестра, ги советувал да се одречат од Христа. Но како овие останале непоколебливи и нив со остри маки ги убил. Во тој час гром удрил од небото и го убил бездушниот Фронтон и слугите негови. Христијаните чесно ги погребале телата на светите Божји маченички. Пострадале помеѓу 305-та и 311-та година во времето на Максимијан Галерий и се упокоиле во Царството Христово. Светата Пулхерија царица, ќерка на царот Аркадий, се заветила да остане довека во девство и во знак на тој завет изградила во соборниот храм чесна трпеза од злато и скапоцени камења. Му соцарувала на својот брат Теодосиј Помладиот, голема ревнителка на верата православна. По нејзино настојување е свикан Третиот Вселенски собор во Ефес, кој ја осудил Несториевата ерес. Ја изградила познатата црква на Светата Богородица во Влахерна во Цариград. По смртта на Теодосиј се венчала со Макријан, избраниот цар, но со него живеела како со брат. Ги пронашла моштите на 40 севастиски маченици. Се упокоила во Господа на 10 септември 453 во 55-та година на својот живот. Светите Аполос, Луки и Климент. Овие се апостоли од 70-мината. Аполос се споменува во делата апостолски и бил епископ во Смирна пред светиот Поликарп. Свети Луки бил епископ во Лаодикија, а светиот Климент бил епископ во Сардик.
to